Независноста и објективноста на правосудните органи во општина Струмица беа цел на истражување и анализа кои изминатите 5 месеци ги спроведуваше Сдруженијето Новус. Истото на соодветен начин е спроведено врз представници од правосудните органи, а истовремено со оваа анализа е опфатено и јавното мислење на граѓаните, вклучувајќи ги во нив и представниците од бизнис секторот, администрацијата и локалните институции. Од вкупно 260 испитаници, 60% од нив биле од градското подрачје, а 40% од руралните средини. При тоа во предвид земена и еднаквата полова застапеност на испитаниците. Она што е доста интересно во овој истражување е што имаме две страни, бидејќи нели за да може да ја зборуваме вистината, мора да ги испитаме двете страни. Од една страна ги имаме представниците од правосудните органи, од друга страна го меревме јавното мислење. И значи во директните средби со представниците од правосудните органи, значи нивен став беше дека правосудниот систем е независен, дека е објективен, непристрасен, дека судат согласно законите и принципите за работа. А кога го меревме јавното мислење на граѓаните, тие има сосема спротивни ставови. Значи како за пример, само 6% од испитаниците имаат доверба во правосудниот систем во општина Струмица, а скоро половина од нив, 42%, немаат доверба во истиот, што е голем процент и ваквиот став на граѓаните е загрижувачки. Но она што влева доверба во цела ова состојба околу правосудниот систем е тоа што 35% од испитаниците имаат делумна доверба во правосудниот систем. Во однос на прашањето за политичкото влијание, дали политиката има влијание врз независноста и објективноста на правосудниот систем, значи дури 56% од испитаниците сметаат дека таа има влијание индиректно или директно, што е повторно сосема солидна бројка, а додека значи само 7% од испитаниците сметаат дека судот во општина Струмица е непристрасен и транспарентен, што исто така сосема спротивно до она што ни беше кажано од представниците од правосудните органи. Сега, значи, она што ние сме посебно горди е тоа што вакво истражување за прв пат е направено на ниво на општина Струмица. Значи, поставивме некои бази кои што дополнително може да се надоградуваат со дополнителни анализи и истражувања. Резултатите од ова спроведено истражување на Сдруженијето Новус се дел од проектот Мрежа 23 во кој беа вклучени повеќе невладини здруженија низ целата република. Имплементатори на истиот се Институтот за европска политика, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промените. А неговото спроведување има големо значење за стремежот на Република Македонија за вклучување кон Европската унија.